Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Драги пријатели, почитувани слушатели, возлюбени браќи и сестри во Христа, добро дојдовте во третата емисија од четвртата сезона на Патот на животот на брановите на Радио Слободна Македонија. Денес одбравме интересна тема, се разбира со интересен гостин, кој е, секако го знаете, мојот редовен соговорник и соуредник на емисијата, отец Ивица Тодоров. Добро вечер, отец Ивица. Добро вечер, братушко. Сега гостин до кога гостин. Така. Да, поздрав до сите слушатели на ова наша емисија и до сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Четврта сезона, трета емисија. Така. Денес одбравме на тема што ја насловивме вака: 7 скалила кои водат до љубовта. Зошто се 7 и од каде ги излековме овие 7 скалила кои водат до љубовта? Па, братушко, оние слушатели кои ја следат нашата емисија, има некаква последователност. Така. Ние говоривме за суштински нешта и во првата и во втората емисија и некако се природно на првата и втората емисија се недоврзува оваа емисија на која би проговориле малку за тие скалила или фази, како сакаш, так, процеси. Значи, делови од процес тој. Значи, преку кои се доаѓа до таа состојба што ние нарекуваме љубов, агапе. Значи, така. Таа божествена љубов, односно онаа состојба на личноста кога личноста се наоѓа во онаа состојба за која е создаден од самиот Творец. Така, многу често слушаме нема љубов меѓу луѓето, недостасува љубов, сакам љубов, меѓутоа за да се стигне до љубовта, она вистинската љубов, нели треба се помине еден процес на едно освестување. Па еве ние ќе се обидеме преку тие 7 скалила да откриеме кои се и зошто по тој редослед треба така да се оди да се стигне до љубов. Значи, овие 7 скалила или процеси, како што кажа пред малку, или фази, како сакаат нашите слушатели да го разберат ова, значи нешто што треба да се помине, братушко. Так. Значи, не може, ако не го поминеш ова, да дојдеш до целта. Так. Не може човек, ако не направи еден чекор, да стигне таму кај што веќе намислил да стигне. Значи, треба да чекори. Так. Сега ние говориме за едно внатрешно духовно чекорење и светиот апостол Петар во своето второ послание, значи нашите слушатели, ова што ние ќе го говориме денеска, ќе може да го прочитаат во второто послание на апостол Петар, првата глава, значи од 1 до 12 стих. Значи во Новиот Завет тоа се наоѓа после Евангелијата, така. Така, значи таму апостол Петар во ова свое послание на христијаните директно им објаснува всушност кои скалила треба да ги поминат како Христови ученици за да дојдат до вистинско сознание за тоа кој е и самиот Исус Христос. Така. Значи, има еден многу интересен момент, братушко, сигурно и ти си го приметил и нашите слушатели кои посериозно водат духовен живот, христијански живот, дека многу често тие апстрактни термини кои ги користиме во верата, многумина не ги разбираат или си внесуваат своја означеност. Така. Значи, говориме за една семантика. На свој начин си ги разбираат. Да, на свој начин си ги разбираат. Еве, конкретно, може да говориме ние со многумина за Исус Христос. Така. И ќе слушнеме од повеќемина крајно различно размислување, доживување и осознавање за тоа што тие подразбираат под Исус Христос. Така. Имаме луѓе кои тотално го негираат. Така. Имаме луѓе кои имаат некаква своја субјективна представа за него, имаме луѓе кои веруваат во него, но не им е јасно. Така. И сега апостол Петар ни говори дека само оние луѓе што ќе дојдат до љубовта, поминувајќи ги оние претходни 6 карила,
само тие ќе можат да разберат во вистинска смисла на зборот кој е Исус Христос Така. и што тој направил за нас. Еве јас ќе го прочитам тоа. Значи после скалилата апостол Петар го пишува ова: оти ако овие добродетели или скалила ги има во вас и тие се умножуваат, тие нема да ве остават празни, ниту бесплодни во познавањето на нашиот Господ Исус Христос. Така. А при кого ги нема, тој е слеп, кусоглед и заборава дека се очистил од поранешните греови. И потоа вели апостолот Петар: браќа, затоа уште повеќе настојувајте да го зајакнете вашиот позив и избор, оти ако го вршите тоа, никогаш нема да погрешите, бидејќи по таков начин ќе ви се овозможи слободен влез во вечното царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Така. Значи, ова е ветувањето ако се чекори по скалилата. Така. Значи, или добродетелите, како што ги нарекува апостол Петар, затоа што секој од овие скалила е по една добродетел. Сега Така, конкретно така. кои се овие добродетели или кои се овие скалила. Ќе постепено едно по Така, друго. значи првото скалило. Значи првото скалило е вера. Значи вера. И сега кога се употребува и овој термин кој е исто така абстрактен. Значи што се подразбира под овој термин вера? Значи под овој термин христијаните православни ја подразбираат довербата во својот Творец. Така. Доверба. Значи му веруваш. Значи ти Така, имаш кога доверба ќе во се неговото спомне ветување, да. Вера, многумина нели различности толкуваат, меѓутоа вистинското толкување доверба во Творецот, во Создателот, Така е. дека на крај сепак добро ќе заврши, дека се е по негова промисли, по негова заштита. Значи ние имаме се доверба во неговото водство. Така. Значи ние имаме доверба дека тој не води во овој свет и имаме доверба во неговите ветувања. Така. И затоа апостолот Петар вели: принесете кон верата своја добродетел. Значи, Така. верата е првото скалило, значи ако се нема вера, братушко, значи Така. вера во Творецот, верата во нашиот Отец Небесен, вера вистинска во тој што ни се откри, тој Бог што ни се откри нам, нашиот Отец Небесен, кој во Стариот Завет ни се откриваше преку пророците, а во Новиот Завет преку својот единороден син, кој Така. стана човек, нашиот Спасител Исус Христос, пред малку говоревме, и се разбира, ни се открива преку делувањето на неговиот пресвет дух. Ќе говориме и за тоа. Значи, ако ние, како личности, немаме вера во оваа вистина, односно немаме доверба во пројавената кон нас волја на нашиот Небесен Отец, а Бог ја пројавува својата волја кон нас преку неговите заповеди. Така. Значи, тој кажува што бара од нас. Значи, заповедите се како патна карта, знаеш? Така. Просто за да стигнеме до целта треба да Сите се внимаваме. тоа знаци кои не водат да внимаваме да одиме по тие улици за да стигнеме до таа цел, да не заскитаме. И сега сето целиот тој процес започнува со верата. Сега каде има вера, значи каде што има вера, таму има таква состојба доверба, односно таму има потреба да се патува, да се чекори. Така. И сега чекорењето се извршува преку исполнувањето на заповедите Господови. Така. А тоа значи добродетел, односно чинење на добро. Така. Значи секоја заповед од нашиот Бог е процес, односно насока, знак за тоа како да правиме добро. И за себе, и за другите околу нас. Така, ти благодарам, отец Ивица, за досегашниот разговор. Овде ќе направиме една мала пауза, а потоа ќе продолжиме со денешната тема, која насловивме 7 скалила кои водат до љубовта. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите третата емисија од четвртата сезона на Патот на животот, се разбира на брановите на Радио Слободна Македонија, и денес со мојот редовен соговорник и соуредник на емисијата Патот на животот, отец Ивица Тодоров, зборуваме на тема за 7 скалила кои водат
до љубовта. Во првиот дел од разговорот зборувавме за тоа дека на почетокот најважно е да имаме вера, односно доверба во нашиот Творец, во неговото водство и заштита, меѓутоа кон верата треба да додадеме и други добродетели. Отец Ивица, што освен вера се бара од еден верник? Значи, еве да се надоврзуваме, продолжуваме понатаму со скалилата. Так. Значи, првото скалило или првата добродетел за секој христијанин, ако сака да дојде до љубовта, до вистинското познание на Бог, до вистинското познание за тоа кој е Христос и што тој направил за нас во вистинска смисла на зборот, значи прво треба вера. Тоа е првото скалило. Так. Значи без вера ништо не правиме, односно без доверба. Так. И сега довербата, односно верата, си бара свој плод, свој исполнување. Так. Исполнувањето на довербата, на верата се извршува преку исполнување на заповедите Господови. Так. Или добродетел, чинење на добро. И сега, Радушка, тука е многу битен момент, зашто апостол Петар го употребил тој термин добродетел, Така. поврзувајќи го доброто со заповедите Господови. Затоа што паднатиот човек, духовно извалканиот човек со злото, со духовната успиеност, тој во истинска смисла на зборот не знае што е добро, што е зло. И друг пат сме говореле на нашите емисии дека духовно неразбудениот човек или егоистот, за него добро е тоа што му одговара на неговото его. А зло е тоа што не му одговара на неговото его и на неговите интереси и му штети. Значи, ама тоа се многу ирелевантни нешта, и релативни. Добро е тоа што ми годи, а тоа што не ми годи не е сега, добро. Но кај вистинскиот верник, кај оној христијанин, кон оној човек што веќе верата има како добродетел своја, Така. како избор да чини добро и да биде добар, тој доброто го чини преку тоа што е послушен на Творецот, Така. а послушноста ја изразува преку исполнување на неговите заповеди. Така. Затоа што преку секоја заповед Господова, ние разбираме што е добро. Така. Значи не идеме преку логиката на нашите интереси, его потреби, филмови и така натаму, туку преку послушноста кон Творецот Така. и исполнувајќи ги неговите заповеди, ние разбираме што е добро. Од Така. почеток не е тоа така лесно, братушко. Така. Значи не е така лесно исполнувањето на заповедите Божи, затоа што целата падната природа и нашето его беснее во нас, а и кога ќе почнеме да ги исполнуваме заповедите Господови, треба и мудрост. Значи, Така. од почеток тоа е малку, како да кажам, и наивно и со многу слабости и понекогаш и неуспеси, но не треба да се предадеме. Затоа третата добродетел, Така. која ја надоврзува на овие први две скалила, значи на верата, И разумот, односно мудроста. е разумот. Така, да. Значи вера, добродетел и разум. Разум, значи мудрост, од исполнување на заповедите Господови. Затоа што човек кој се труди да биде добар Така. преку исполнувањето на Христовите заповеди, тој разбира дека самиот тој процес на остварување на добро во себе и надвор од себе не е така лесен во овој свет. И во себе има сериозни потешкоти и противници, а да не говорам за надвор од себе. Да. И сега тука е битен разумот, да не бидеме наивни, да не бидеме глупови, но не да не бидеме и фанатични. Така. Значи, егото се пројавува на различити начини, Од една крајност од една сосема крајност до друга. друга крајност, да. Да, и фанатизмот, значи, оние верници, кои мислат дека имат вера и кои мислат дека се добродетелни, а исполуваат фанатизам, значи нема разум во нивното однесување, нема мудрост, тие и како не разбрале кое е следното скалило. И многу лесно и таа вера што започнала кај нив, и таа желба да се исполнува заповедите Господови, може да ги однесат во негативни правци, ако на овие две нешта на верата и добродетелта не додадат разум. Значи, третото скалило разум или мудрост. Така. Значи, човек треба да учи.
говорев и на самиот почеток на емисијата. Процес е ова, братушко, процес. Значи, секојдневно, ако некаде се лизнеме и паднеме, во еден ден, тогаш пред да си легнеме, низ интроспекција, низ размислување, низ молитва, да видиме каде е грешката и да го помолиме нашиот Бог, преку силата на Пресветиот Дух, да ни дарува водство и мудрост, следниот пат да успееме да го решиме проблемот. Односно, да го надминеме искушението и да го победиме злото. Така, јас предлагам тука да направиме уште една пауза и после побрзо и поефикасно ќе одиме по скалилата кон љубовта. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите третата емисија од четвртата сезона на Патот на животот, а во неа со отец Ивица Тодоров зборуваме на тема за 7 скалила кои водат до љубовта. Во досегашниот дел од емисијата зборувавме за тоа дека на почетокот е многу потребна, односно неопходна е верата, а на верата треба да се додадат добродетели. Тоа така ги нарекува апостолот Петар. Сега зборувавме за тоа дека на верата треба да се додадат добродетели, а првата добродетел за која зборувавме и за која се задржавме е разумот, односно мудроста. Меѓутоа, освен мудроста, треба на таа добродетел да се додаде уште нешто друго. Што отец Ивица? Чи говоревме за разумот, односно за мудроста, кој е плод од исполнување на заповедите Господови, односно кој е плод од нашата борба против злото, Така. и кој е плод од нашата борба за доброто. Така. И тука ние стекнуваме мудрост, стекнуваме разум, Така. сознание како се до тоа да го правиме. Говорев дека се до тоа е процес и ако случајно некогаш не успееме, а често ќе ни се случува тоа не значи дека треба да паднеме со духот, туку треба да продолжиме. Так. И сега, значи имаме вера, добродетел, разум, значи разум е третото скалило и четвртото скалило е воздржување. Така. Многу голема мудрост е воздржувањето, брат Душ. Така. Значи, како треба да го разбереме воздржувањето? Значи, воздржувањето треба да го разбереме како мудрост за избор. Така. Значи, човек да не избрзува, да Така. се воздржува, да има внатрешна дисциплина. Така, Значи- да не игра на прва топка како што се вели модерно, туку да сочека Така е. малку. Значи, по логиката на егото и по логиката на страстите, најчесто играме на прва топка. Значи, Да. веднаш Веднаш. не обвиваат тие негативни емоции и реагираме несоодветно. И сега, човекот кој ги поминал оние предходни 3 скалила, верата, добродетелата, односно грижата да се исполнуваат заповедите Божи, и разумот, веќе доаѓа до воздржувањето, односно до мудроста да знае што да избере, Така. кога да избере и потоа стекнува и искуство да знае да се оддалечува од сите оние нешта кои се неполесни за неговото спасение. Така. Значи, просто мудрите луѓе избираат, Така. прават вистински избори и го прават изборот преку призмата на тоа дали е тоа полезно за неговото спасение, односно Така. полезно за неговото ослободување од сатанското робство, злото, гревот, духовната смрт или и смртта, Така. или не е полезно. Така. Ако е полезно, тогаш ќе го применувате, ама ако не е полезно, тогаш се оддалечуваш од такви нешта, од такви луѓе, од такви состојби, така натаму и така натаму. И врвот на воздржувањето, тоа е силата, значи силата да може да се спротиставиме на искушенијата. Така. Тоа веќе завлегуваме во петото скалило. Така. Трпението. Трпение. Да. Така. Значи, оној кој научил на вистински начин да избира и е мудар во тоа и знае од што да се оддалечува и како да ги менува брзините во својот духовен живот, значи кога да застане, кога побрзо да вози, кога поспоро да вози, да знае да биде внимателен да ги следи знаците духовни што му се покрај патот и така натаму. Значи тој веќе доаѓа до
едно многу битно исто така скалило, тоа е трпение. Така, јас би рекол дека од искуството наше можеме да видиме дека еве земјоделецот мора да биде трпелив се во свое време да го чека плодот. А ние нестрпливо сакаме веднаш се да добиеме. Меѓутоа во природата гледам не само земјоделецот, секој добар професионалец не може веднаш плодовите да ги ужива на тоа што ги вложува, туку му треба многу време и трпение за да стигне до тоа. Што треба исто и во духовниот живот. Така, значи после воздржувањето доаѓа ова скалилото трпение, но ова скалило треба да го разбираме, брат Душко, во една, како да кажам, вистинска смисла на значењето на зборот трпение. Така. Ова не е како овчедушие на македонското трпение. Трпиш било што ти се случи, знаеш, куборот Така. Трпението може и со кукавичлук да се поврзе, меѓутоа не со такво. Трпението воопшто не е кукавичлук, значи. Односно, трпението е добродетел, кукавичлукот не е добродетел. А многу често ние знаеме своите слабости да ги маскираме со добродетел, а всушност не се баш добродетели. Не се баш скалила кои водат кон вистинските нешта, кон спасение и кон љубов. Значи, ово пето скалило, трпението, значи мудрост на чекање. А и мудрост на издржување на искушенија. Кои доаѓаат од зли луѓе и демони. Значи, се зависи од духовното ниво на човекот. Значи, оние кои се на пониско духовно ниво, злиот ги искушува преку зли луѓе. Луѓе кои му се предадени на злиот. И преку таквите духовно неразбудени луѓе или озлобени луѓе, злиот не искушува. И човекот кој има трпение, кој ја развил ова добродетел во себе си, односно дошол до ова скалило, тој има внатрешна сила да се спротивстави на искушението. Значи, може да изтрпи. Да изтрпи болка, да изтрпи удар. И да знае како соодветно да реагира. Значи, човек кој нема таа мудрост може несоодветно да реагира и може сите оние претходни скалила што ги поминал, онака да ги поништи во себе си и да се врати па на почетокот. Така да трпението е многу битно скалило, петото скалило, значи мудрост за чекање. Ти трпиш, трпиш една ситуација мудро, че тоа е чекање и имаш мудрост во себе си, имаш стратегија во себе си. Чекаш со надеж. И со надеж, и предаденост на Бог. Предаденост на Бог. Затоа ова следното скалило е побожност. Побожност. И сите овие скалила се всушност поврзани со побожноста, но кога ќе дојдеме до ова скалило, тогаш навистина разбираме што значи да се предадеш на волјата Божја. Ние многу често велиме верниците, јас сум многу побожен, а да се стигне до побожност, колку скали треба да се поминат. Значи, многу ми наеви кога говориме така, јас сакам, јас ја живеам по волја Божја или ова, дури на ова скалило, на шестото скалило, брат Душко, христијанинот станува свесен дека волјата Божја, односно Божјото водство не е апстрактна работа, нека приказка таму што на некој му се случила, некој светител или на некоја епизода од ова Светото писмо и така натаму. Туку тој човек разбира дека Божјото водство околу него и во него е многу конкретна работа и тој преку побожноста се предава на тоа водство. Значи веќе верата добива, ако е првото скалило верата, во побожноста добива своje остварување. Значи тука навистина стануваме свесни
на што ја предаваме својата доверба. Така, за вредноста. Да. Тука веднаш се подсетувам на она парабола Исус која кажува за човекот што целото богатство го продал и го купил скапоцениот бисер. Да. Значи, се вложил во побожноста. Така е. Така, тоа е, нели, и мудрост треба, и трпеливост, меѓутоа и препознавање на кој е на високата вредност за таа да Тоа е се да ложиш во тоа. Тоа највисоката вредност е Божјата промисла, односно Божјото водство конкретно. Значи, нема ништо по силно од тоа кога Севичниот те води кон себе. Так. И те води ни сите овие сили и харибди и долини на плачот во Так. овој ваков свет. Да? Так. Да, тоа е тоа. И сега побожноста е како скалило, шестото скалило е предуслов, значи предавањето на волјата Божја, на Божјото водство е предуслов кон она скалило или она добродетел што апостол Петар ја нарекува братолюбивост. Так. Значи ближнољубивост, Так. љубов кон ближниот. Ближниот, так. Да, љубов кон ближниот, ама веќе љубовта кон ближниот не е некаква абстракција. Так. Значи одговорност, значи сериозна одговорност. Значи ова седмо скалило може да го дефинираме како подготвеност на христијанинот за мудра љубовна жртвеност. Мудра Так. љубовна жртвеност. Значи Така. мудра љубовна жртвеност. Имаме ние понекогаш пројава на немудра жртвеност, значи Так. предаваме ама не е тоа на здрава основа. Так. Значи, човекот кој остварил ближнољубивост или братолюбивост, односно љубов кон ближните, и тек сега вака си размислувам, Радушко, колку треба човек да помине за да ги сакаш луѓето околу себе. Так. Не е лесно тоа. Значи, секој од нас Колку се е долг тој процес, така? Да, секој од нас се соочува, еве јас скоро секој ден се соочувам со тоа колку е тешко да ги љубиш луѓето покрај себе, да ги прифатиш такви како што се. Да го љубиш образот Божји во нива, и злото и така, ама не е лесно. Значи, не случајно апостол Петар ова скалило го ставил како последно до љубовта. Значи, тоа е скалилото што не носи до подиумот таму кај што се наоѓа љубовта. Так. И тоа е, значи, таа подготвеност за мудра љубовна жртвеност. Значи, прво за луѓето кои се во твоето духовно семејство, односно во црквната заедница, и пошироко. Значи, целото општество. Јас предлагам тука да направиме уште една последна пауза, а веќе во следниот дел ќе одиме во завршницата на денешната емисија. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите третата емисија од четвртата сезона на Патот на животот на Радио Слободна Македонија. Со отец Ивица Тодоров разговараме на темата за 7 скалила кои водат до љубовта. Отец Ивица, за оние што подоцна се вклучија во емисијата, ајде малку да ги подсетиме на кратко кои се тие 7 скалила и до каде стигнавме со тие скалилата до сега. Значи, ние дојдовме до седмото скалило, до веќе скалилото што треба да не донесе до љубовта. Точно до љубовта, така. Значи, Меѓутоа да ги подсетиме. Првото скалило со кое започнуваме да се искачуваме е верата, односно Така. довербата во нашиот Творец. Второто скалило е добродетелта, односно да чиниме добро преку исполнување на Божите заповеди. Потоа разум или мудрост, тоа е третото скалило, значи кога веќе се бориме против злото во себе, за доброто во себе и надвор од себе и на другите. Значи, не е тоа лесна битка. Може би некоја битка ќе изгубиме, или битно да не изгубиме војната. Така. Значи, тука треба сериозна мудрост. И во сите тие битки ние собираме мудрост голема, разум. Значи, Так. разум во исполнување на заповедите Господови и разум од таа битка против злото за доброто. Така. Да. Потоа го имаме следното скалило, воздржувањето, тоа е мудроста да се избере правилно. Значи, да знаеме од што да се оддалечиме
од кои нешта треба да се оддалечиме, кои не се полезни за нашето спасение, но и кои нешта треба да избереме. И затоа веќе после четвртото скалило оди петото скалило трпението, или мудрост за чекање и сила внатрешна духовна за тоа да може да се избориме против искушенијата што ни доаѓаат како од озлобените луѓе, така и од самиот извор на злото. Значи, тоа е трпението и сега кога човек ги помине овие 5 скалила, веќе доаѓа до 6-тото скалило, тоа е побожност или свесност за Божјата промисла, за Божјото водство, за плодовите од предаденоста кон Бога. Така. Ако првото скалило рековме верата е предаденост, значи веќе сега ги гледаме И плодовите. Така. И потоа побожноста не води кон 7-то скалило, тоа е братолюбивост или ближнољубивост, значи подготвеност за мудра љубовна жртвеност кон нашите ближни, како во црковната заедница, како во нашето телесно семејство, така и во нашето духовно семејство, се разбира и во општеството, па има некои свети луѓе Така. кои стигнале до ова скалило, кои имале љубов за целиот свет. Така. Значи, тоа е прекрасна состојба, значи љубов одговорно за целиот свет. И сега ова 7 скалило со останатите скалила, ова не доведува до љубовта. Агапи. И сега кога ние како христијани го употребуваме овој термин љубов, значи сме дошле до оваа состојба, значи треба на нашите слушатели да им кажеме дека православните христијани под љубов не подразбираат емоција. Значи некаква состојба, сентиментална, розева, така натаму, нежна. Нема врска тоа. Значи тоа е нешто сосем друго. Значи под љубов се подразбира состојбата во која ученикот Христов, ученикот до сега убаво си ги извршувал своите задачи Така. и мудро патувал, значи правил вистински избори, одел по вистинските улици за да дојде. Се качувал по Да, скалилата. и се качувал по вистинските скали, односно ги избирал вистинските добродетели за да стигне до ова состојба на љубов. Значи состојбата на љубов е кога ученикот Христов разбира зошто постои постоењето. Така. Односно зашто постои животот. Се сеќавам, Радушко, тоа веќе влегува во анекдота, кога започнувавме една емисија од емисијата на Сител 3 потрага по вредности, кога ме праша на самиот почеток на емисијата што е животот. Така. И сега, Братушко, чекав да ти кажам кога доаѓав навака, си викам, ќе му одговорам на братот Душко што треба да се помине за да се дојде до тој одговор. Така. Значи, јас само цитирам и говорам, а тие што ги поминале овие скалила кои дошле до љубовта, тие разбира зошто постои постоењето, зашто постои животот. И разбирајќи зошто постои животот, тие разбират зошто живеат. Така. И разбират и вистината на животот, и смислата на животот, и убавината на животот, и блаженството на животот, и радоста на животот. Тоа е Царството Божјо. Така, дали тука може да се каже, како апостол Павле што кажал, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Нова скалила на возвишување кон Тоа може да се каже на тој начин, како што апостол Павле го говори тоа, но апостолот Петар на овој начин, значи со овие следни зборови што ќе ги прочитам, говори за тоа како се доаѓа до овој степен. Да. Значи, бидејќи неговата божествена сила ни подари се што е потребно за живот и побожност, а преку познавањето на оној кој не повика со својата слава и совршенство, преку кој ни се дарувани многу големи и драгоцени ветувања, та преку нив да станете учесници во Божјата природа. Така. Ако се оддалечите од гнилежните похоти на овој свет. И потоа вели, затоа грижејќи се сестрано
принесете на својата вера добродетел, едносно ги кажува веќе Да. скалилата. Но еве ова што пред малку го прочитав, треба да се објасни, бидејќи неговата божествена сила. Што тука подразбира апостолот Петар по божествената сила? Значи, под божествената сила се подразбираат тие несоздадени божествени енергии или силата на Светиот Дух. Така. Значи, без тие нешта кои ни се дарувани од самиот Бог, од нашиот Отец Небесен, преку Христос, нашиот Спасител, ние не можеме сето ова за кое пред малку го говоревме да го направиме. Затоа што и верата е дар од Бога. Односно, довербата и мотивираноста за исполнување на заповедите Господови, односно мотивираноста да се биде добар е дар од Бога, која ние прифаќаме, тој дар ние го прифаќаме. И мудроста, и воздржувањето, и трпението, и побожноста, и братолюбивоста, и љубовта, сето тоа е дар Така. од Бог, од нашиот Отец Небесен, и сите овие дарови ни се даруваат преку делувањето на тие божествени енергии, преку таа божествена сила, преку тие несоздадени енергии, љубовни, животоосмислувачки, животоодржувачки на Светиот Дух. И потоа вели ова апостолот Петар, значи преку овие божествени енергии, преку оваа божествена љубов, преку оваа божествено дејство, секој од нас може да стане учесник во Божјата природа. Така. Тешки зборови. Што значи сега Значи, учесник во Божјата природа. Значи, Бог е љубов. Така. И природата на Бог, еве да се изразам поетски, е љубов. Така, што е така. совршена состојба. И сега, оно што ќе дојде до љубовта, братушко, Така. оно што ќе дојде до спознавањето за тоа зошто постои постоењето или зошто постои животот, Така. односно до спознанието за тоа кој е смислата на животот, која е вистината на животот, тој преку несоздадените божествени енергии има заедништво со Бог. Односно, самиот тој како љубов, преку несоздадените божествени енергии кои се љубов, учествува во природата Божја, односно има заедништво со природата Божја која е љубов. И тоа е вечниот живот, братушко. Така. Тоа е формулата за вечен живот. Значи, доколку човек не ги оствари овие нешта, тогаш тој не може да го оствари своето спасение, пошто спасението не е само човек да се ослободи, што не е лесно, Така. и тоа е спасение, ама не е само тоа. Значи, не е само да се ослободиме од сатонското робство, од злото, гревот, духовната смрт, смртта, туку и да се подготвиме за таква состојба на екзистенција, која ќе биде соодветна за вечно постоење. Тоа е учество во Божјата природа, односно љубов. Односно, ова скалило кое е на врвот на овие 7 скалила, тоа е љубовта. Така. Но, се надевам дека нашите слушатели разбраа дека до таа вистинска љубов не се доаѓа така едноставно. Така. Полна ни е устата со љубов, полна ни е устата кога проповедаме треба љубов, треба и така натаму, но како што кажа и ти на почетокот, сите говорат за љубов, а љубов никаде нема. Сега се надевам дека ова што го говоревме ќе им помогне на нашите слушатели да разберат низ кои фази, процеси, односно кои скалила треба да ги поминат да дојдат до љубовта. Благодарам, отец Ивица. Се надевам дека бевме полезни за нашите слушатели. Верувам дека им ги објаснивме добро овие фази, овие процеси и дека тие тоа ќе го искористат во нивните животи за да разберат што е вистинска љубов, но и да дадат кон себе си и кон ближните вистинска љубов. Тоа е смислата. Благодарам уште еднаш, а мене ми останува да ја прочитам одјавата на денешната емисија, која оди вака. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Патот на животот, отец Ивица Тодоров и Душко Кралевски. Денеска е 2 октомври, односно листопад 2016 година. Божиот благослов, неговата милост, водство и заштита нека бидат со сите нас. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот.